civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Каква е состојбата со депонијата во Струга со оглед на тоа дека со вас разговаравме пред 4 години? Каква е состојбата по случајот? Значи, јас како и сите здраворазумни граѓани на Струга во 2017 бев дел од таа неформална граѓанска иницијатива која се крена во некој таков неофицијален бунт поради тоа што депонијата, која во суштина е нелегална и се наоѓа на 1 километар од центарот на Струга, гореше во текот на 4 месеци. Тогаш локалните власти и централните власти се обидува, мислам, да го сопрат горењето, да ги откријат виновниците кои тоа го прават, но од она што јас имам сознание досега не се открија виновниците и тоа која пали. Меѓутоа тога се поставија 24 часовни стражи, се регулираше влезот и излезот од депонијата и во тој момент останавме на тоа. Иако имаше тогаш обиди и ветувања од владата да се обидот беше да се транспортира отпадот и постоечкиот, а и новиот и да се депонира на депонии легални, најблиската веројатно беше Дрисла, сепак за тоа не се најдоа тога средства и не успеа тој обид. Но сега од она што го знам, бидејќи таа неформална организација сега не постои, затоа што во наводници огнот не гори, од она сега ја што го знаме дека депонијата моментално се управува по-принципиелно, по-примерно да кажам, од страна на јавното комунално предпријатие во Струга. Депонијата остана на истото место и сега е на некој начин планина од земја, затоа што нели по некои стандарди кои од колку што се сеќавам од тогаш ги научив е дека ѓубрето после одредена количина мора да се прекрие со 1 метар земја и така слоевито се покрива за да не биде изложено на намерно или спалување од не знам од природни појави, од топлина, посебно во овој период. И мислам дека исто така се поставени и рампи, има чувар 24 часа и на тој начин се контролира да кажам безбедноста и пристапот до депонијата. Она што останува како проблем секако е самото постоење на депонијата во плодно поле, кое за жал повеќе се поретко се обработува за земјоделски цели. И сигурен сум дека не е местото таму и покрај тоа што денес не представува да речам таква опасност како пред 4 години. Од она што јас сум известен и ги следам новите случувања околу тоа, имаше, значи, владата, мислам дека постоеше надворешна експертска комисија, работеа на изготвување нели на тие регионални депонии кои требаше да се изградат во Македонија, мислам дека на број беа 5. Ние сме дел од југозападниот регион, каде требаше да се направи регионална депонија за Струга, Охрид, Ресен, Кичево, Дебар. Меѓутоа, процесот пред 2 години застана на изборот на локација, затоа што ни една од општините кои беа предложени да бидат домаќини на таа регионална депонија, не прифатија тоа да се изгради на нивна територија. Тука проблемот го лоцирам од аспект што на граѓаните, на самите граѓани кои живеат во тие избрани општини, не им беше веројатно добро пренесено дека таа регионална депонија нема да изгледа како овие диви депонии кои ги гледаме околу нас низ Македонија, туку тоа би било една професионално изградена регионална депонија, односно место за одложување и преработка на отпадот
без никакви лоши влијанија по животната средина. После тоа, откако тој процес застана, искрено не сум сигурен дали се бара нова локација за таа депонија, но дефинитивно ние како граѓани на Струга и како град кој претендира и да биде туристичка дестинација и да живее од туризмот, би морале и покрај тоа што сега на некој начин не сме во таа опасност по воздухот, да кажам, од самата депонија, би морале да инсистираме таа да се дислоцира, иако знаеме дека тоа е и скап и долг процес. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.